Здраво, зошто го сакате Скопје? Много е убав град. Прашај го и другар има. Наша град е Скопје, многу сакаме. Кај живееш? Ние живееме у Тетово. Да, ние А колку често сте во Скопје? само денеска дојдеме да шетаме малку. За викенд. Кој имаме време, дојдеме. Малце сити, малце изген. Зошто да не? Девојчиња убави? Убави малка, да. Фала ви, дички. Убав ден. Чао, поздрав. Здраво. Таман. Дејан ти ни требаш. Зошто го сакаш Скопје? Скопје е еден од најубавите градови во целиот свет. Бутел е најубавата насела, претпоставам. Тоа е најубавата насело, најубавата општина секако. Други приказни твои за Скопје? Ајде, имам, ајде. Здраво за Дијан Георгиевски. Ти благодарам што прифати вака, нели, апа со сретнати во Скопје си ти мол да ни ја раскажеш својата скопска приказна, па ќе чепнеме нешто и од таму преку каде сите не направи најсрекни македонци, не само скопјани, стикако. Бутел е твоето место каде што веројатно се роди и израсна, така да? Така да, пред се здраво, Здраво. на вас и на сите гледачи, ви благодарам за поканата. Така е да, се роди во Бутел, се уште живеам таму тренирам, таму израснав, таму ја направив целата моја кариера. Да. Што значи да се живее во Бутел? Во Бутел има посебно место, според мене, кај што има, верували или не, двајца олимписки медалисти. Така е. Да, што тоа ја прави најспортска општина во Република Македонија. Ми се свиѓа тоа што не сме туку блиску до центарот. Јас таму кај што живам е на страна, многу е мирно. Каде си точно, можеш ли да не ласираш? Поточно место се вика Кучевачка бара. Не знам колку има Кучевачка точно бара, да, тоа е добро. на 1 километар од полициската станица во Бутел. Аха, И добро, да, вака маце на полесно страна, ќе ни биде да. за оние кои што не го знаат тој дел од Да, Скопје. така е, добро? да. И тоа го прави едно, не знам, посебно место за живење според мене. Ајде сега пред да отидеме вамо со спортот, нели, да те прифрлам во сала или почетуците твои, да те прашам каде учеше основно, другари од таму, не знам што се играше таму во тоа основно училиште, се одеше ли по куки, се играше ли така, се играше ли надвор фудбал, не знам, такви некои. Така е, да, ја учев во основното училиште Свети Климент Охридски, каде што моментално се уште тренираме таму. Тоа е едно со многу голем двор. Така, знам, сме били. да, тоа е, да. Па мислам дека имате поминато таму Да, сигурно. да. Јас почнав да тренирам на 8 години, така да уште од сами... Немаше време да играш со другари? Не, сега имавме време Да. точно на почетокот кога почнав да тренирам, немав тренинзи секој ден, нели тоа беше 2 пати неделно, така да имавме време и како сите останати дечиња што што играат фудбал, кошарка и сите спорти што се занимаваат. Така да таму почнав, ете се уште сме во таа сала, се надевам дека за брз период ќе се префрлиме во некоја друга, каде што ќе имаме многу подобри услови и каде што ќе ни биде достапна 24/7. Така да се надевам дека за брзо ќе биде и тоа. Да. Другари од мало? Така и да, имам другари од основно училиште каде што со некој заедно почнавме да тренираме. Добро. Потоа Како одеше сега, не раскажи ни полека. Не знам дали си го раскажал, ама да си го раскажал, раскажи ни го пак. Значи, дете од 7-8 години, како што рече, нели, сака да почне нешто, да се занимава со спорт или тоа беше единственото во училиштето? Не, знаете како, тоа беше на голем одмор. Аха. Теквондо клубот Бутел имаше презентација и ние видовме, бев таму со брат ми, видовме тоа изгледаше неверојатно, многу ни се засвиги, решивме да почнеме иако претходно немавме слушнато, бидејќи не беше толку популарен теквондо спортот кај нас. Решивме да почнеме, ето останавме до ден денес таму, потоа и другарите од класот од кај мене ги поканив 2-3 почна да тренираат. Некој уште остана, некој си прекина, што нели нормално не може сите деца да останат до крај, така да имам и другари уште од основното училиште, што преку тренингот, што преку вака што се знаеме, плюс нели неколку имам што се тука од малото, бидејќи тоа е школата тука во близина кај сите што живееме, така да со некои се уште се дружам. Аха, добро. Најдобар другар од таму имаш? До основното училиште? Да. Да, имам. Кој ти е? Да, имам. Христијан.
Кристијан, шуправи Да. Кристијан сега да го поздравиме. Се слушате, се гледате. Да, да, Каде да. беше тој кога ти го освои среброто на Олимпијада? Тој беше на одмор. На одмор? На одмор беше, Добро. да. Му И баш кажа, му стигна, се јави па да, или ме гледале те кога биле гледале таму на одмор, секако, да, и баш да. стигна вечерта кога беше пречего тука на Аха. площадот. Да. И што ти рече? Фала бе Дејан. Па за него во сите беа горди, не ми е само тој Да, другар, сега имам така е, многу така е. другари кои што ето сега да не се налута дека не ги спомнувам Да, нив, да. но сите беа горди нормално, бидејќи цел живот се знаеме, од едно мало сме од една населба, нормално дека ќе бидат горди бидејќи знаат колку се имам и пожртвувано за тоа и Да. они ми биле подршка и претходно. И никој пат не ми замерувале кога не сум можел пример да ги дружам на во некој ситуација кога сум имал тренинзи на приpremi и така натака, така да биле горди како на еден начин може да кажам и тие биле некој дел од А нашиот тоа е пат. дел од твоето патување, да речеме, кон... Така е, да, и нивната кон подршка многу ми значила сега. Така е. Сега, кажи ми, кога Дејан свати дека навистина ме бидува? Нели, тука беа и Борче и Дарко, се надевам обајцата или Борче Така е, веројатно така. повеќе. Кој беше оној кој што го вида тој талент? Се гледа ли талентот во таеквондото? Кога може да се забележи? Иако знаеме дека и во сите спортови, па веројатно и таму, многу работа треба, освен да го поседуваш Така е, талентот, да, ако веќе имаш. со талентот може да стигнете до некое ниво, но Така после е. тоа прекинува себе дека треба многу работа, многу посветеност. Тренерите Борче Дарко Костовски, во оваа прилика ги поздравам и нив, бидејќи без нив ова не би било ништо возможно секако. И тренер Борче Костовски е најдобриот тренер во Република Македонија. Тие 100% го приметиле тоа многу пред мене, бидејќи јас сум бил помлад, но Да. јас приметив кога бев како јуниор, имаше еден Аха. период од година и пол до две каде што немав изгубено ни една борба. Аха. Да. И тука ние свативме дека тоа може да биде така нешто сериозно, но највеќе не убеди тоа што кога на Европското првенство до 21 година освев бронзен медал, тука мора да напомнам дека тој дури се настапував таму со една скршеница на Леле. првата стапула, да, кој се здоби во првата борба и потоа продолжив уште две борби. И тука видовме дека може Дека Дејан не се веќе откажува. стануваме сериозни, да, Да. и после 6 месеци од таа повреда на Европското сениорско првенство земав златен медал, што тој е прв медал за Република Македонија во олимписки боречки спорт. И тука веќе почна целата наша приказна да почнеме да собираме поени и нели пред да настапиме на олимписките игри ние најавивме дека ќе донесеме медал, на крај го исполнивме тоа што го Сега видовме. ти отида многу напред. Ја те Така, вракам да. пак назад. Може. Еве вака. Сакам да знам што им рече на твоите дома. Кога свати дека веќе и ти, веројатно како млад, нели, треба да се влюбиш во тој спорт. Зошто не е идејата само да одиш да се надпреваруваш, а да не го сакаш она што го правиш. Знаете како не сум им кажал ништо, тие тоа го виделе самите, Аха. бидејќи кој да не викнале да некаде треба да има некој роден ден, некој гост, Да, некој просто да. ние не сме сакале, нас ни било Ама и кажам на сестра нас ти, и сестра ти и сестра ми и брат ми, да. и Но брат. тие веќе престана. И они тоа го виделе кога не сме сакале да има никаде, кога не било тренингот пред се и автоматски самите сватиле дека ние сме буквално заљубени во спортот и дека тоа ни е на прво место, така да не сме разговарале на многу на таа тема, ни тие не проболе да не убедат да не го правиме тоа, Да. така да сме се поклопиле. Се гледаше себе си во нешто друго, а не како спортист, искрено вака, нели? Или Па многу не, мал тргна се и... од многу мал трнавме со спортот Да. и некако тоа ми беше мене главна цел и си имав зацртано некои успеси што сакам да ги направам и како поминуваше времето, сватив дека ќе бидам професионален спортист и со тоа ќе се занимавам до крајот на животот. Колку е убаво вака како сега пред снимање, вака да те сретнат и да посакаат да се свикаат со тебе. Скопје е големо, мало и Македонија, нели, мало и голема како сакате, ама убаво е веројатно кога ќе си пример, кога ќе си некаков идол на младите. Така да, е многу убаво бидејќи ве поздравуваат за нешто добро што сте го направиле, што се радуваат сите. Мене ми беше многу чудно на почетокот кога се радевме после Олимписките игри што луѓе кои ме сретнаа на улица ми заблагодаруваа. Мене ми беше јасно, не ми беше јасно како зашто вие ми Зошто? заблагодарувате сега, да, но Да. после сватив дека уствари тие ми се заблагодаруваа на мене бидејќи сум ги направил горди на еден момент и што тоа за мене значи огромна подршка за понатака во животот и да се борам и пак да ги направам еден горди, бидејќи Македонија се сплотува кога ќе има такви некои како што беше Ни со треба кошаркарите, такво со нешто, ракометарите. така е. Знаете, многу е убаво чувство кога ќе видите дека Македонија, бидејќи јас таму не настапувам само за себе или за тренерите или за клубот, туку настапуваме ние таму за Македонија и многу убаво кога ќе
видат луѓето се осеќаат горди, се осеќаат многу убаво кога видат дека е на некое високо ниво и кога ја представуваме таму со најмокните држави од целиот свет. Добро, а сега путува средно, сега до кај си, не знам, факултет? Завршив факултет на Универзитетот за туризам и менеджмент. Да, завршив и магистарски Супер. студии. И магистарски? Да. Ама тебе не те пуштија Дарко и Бурчо да си се зизаш само со професионално бавење на Многу е таеквондо? битно тоа кај Ајде да им тренерите. кажеме на оние младите кои што нели сакаат да бидат и професионални спортисти, дека важно е училиштата. Така е, да, не може да бидат одлични, да бидеме реални, бидејќи ако се занимавате професионално, Така е, не можеш да немате стане, многу да, време, да. треба да се одлучите меѓу меѓу една работа, но секој може да заврши, дали не мора тоа да биде ниво ни еден рок, но Така е. треба да се завршат бидејќи понатака ќе бидат спортисти, но никогаш не се знае, тоа е голем ризик бидејќи во секој спорт не да може една мала повреда може да се случи, тога ви застане се и вие ако немате план Б, сте ризикувале баш за целиот живот, така да мора да го завршат и тој дел. Да. Кога почна да ти се плашат умало со таеквондо и да не те чепкаат или во Не ми се плашат, не. Не е така? Не, пошто во мало. Тие знаат уште од основно училиште. Знаат дека не треба те чипка. Да. Не сум таков тип ја што прави проблеми. Така е, да. Може ли тоа таеквондо да се искористи ако некој те нападна? Сериозно се Не само таеквондо, било кој спорт да го тренирате, поише Да. го искористите од некој што не тренира, така Така е. да секако дека може за не да боже ситуација, но видите пред се кога се запишувате детето на некој боречки спорт, го запишувате и тоа да биде спремно да има голема самодоверба, да биде спремен да направи некоја самоодбрана ако понатака во животот треба дали да се одбрани сам, дали треба да одбрани семејството или некој близок ако биде во некоја неубава ситуација, затоа што реално некој пат не дај Боже, ама живееме од таков период кај што може да стигне до таква ситуација. Најдобро ако може да се избегне, но за не дај Боже некои ситуации, подобро ќе биде да сте тренирали нешто како да не сте тренирали. Да. Каде беа твоите кога ти беше во освојување на среброто олимписко? Моите прво беа дома и Добро. бидејќи првата прво беше многу рано, брат ми собрал цела екипа, гледа Каде? кај Дома, мене кај дома тебе? во Летниковец, да, Добро. бидејќи имаме многу голем Летниковец, Добро. гледа во Летниковец, а потоа за полуфиналето, за финалето. Значи цел бутел Па да, имало голема екипа баш, а после тоа бидејќи било се собраа, се организирале да гледаат заедно. Тоа Добро. го направи исто во основното училиште Свети Климент Охридски, каде што се собрале цела екипа, пуштиле тука лајф и тука гледале сите, да. Има интересни фотографии и видео од Ке ни ги тие пратиш? моменти. Ке ни ги пратиш, може? Да. Накнадно. Мојот ми е колку тебе ти се смени животот од пред и потоа. Можеш да знаеш, можеш да сватиш вака кога свати уствари дека се е реалноста, не е никаква не знам замислена, иако рековте, нели како што кажа и самиот Бурчо и ти изјавивте уште пред да тргнете таму дека ќе донесете олимписки Така е, да, медал. ние некако се осеќавме како веќе да го имаме донесен олимпискиот Аха. медал. И морам се заблагодарам тука на тренерот Борче Гостовски, бидејќи пред да отидам таму бев многу психички спремен и бев туку спремен за кога ќе стигнам таму ништо да не ме изненади. Бидејќи знаете како идете Како на се спрема тоа? Како се спремаат спортистите за такво нешто? Психичкото ме интересира. Физичкото нели вежбаш. Ми кажуваше некои работи што треба да ги правиме во овој Аха. момент не би ги открили дека ќе оставам Така, бидејќи периодов ќе така. снимаме документарец, па може таму да тогаш откриеме ќе се тоа да откријат биде многу ексклузивно, нешта. да. Така да ми кажуваше доста работи што треба да ги правам, да ги преминам, што вака на почеток ќе мене ме делуваат чудни, Аха. но потоа сватив бидејќи тоа било све правилно. И знаете како олимписки игри тоа е нешто неверојатно. Ние сме били на светско првенство и на европско на Гран При на преварено секогаш организацијата е на врвно ниво, ама кога стигне таму со најдобрите спортисти од целиот свет и тоа може да ве понесе многу, но јас бев туку спремен, мислам туку добро ме спреми тренер, што кога бев таму мене беше тоа како све да сум го видел. Кога мене не ме интересираше ни еден друг спортист, ни едно не знам некоја сала нешто, туку бев спремен, знаев зашто сум отиден таму, само чекав да дојде денот да почнат правете, да почнат борбите, да си завршиме работи и буквално да си одиме дома. Да. Каде бевте сместени? Олимписко село беше тоа? Таму Тоа беше олимписко село, да и начин беше како карантин, бидејќи не ни беше дозволено движење надвор од селото никако, само кога идевме на тренинзи и на надпревари, тоа идевме со организиран превоз од самите организатори на Олимписките игри, не носија точно до предсала не чека, а пак во автобус во превоз на кај дома, да. А Олимпиското село беше многу големо, така да не можете да мислите дека тоа е како да речеме како не знам, како еден мол туку. Како еден мол? Тоа беше тоа Огромно. беше имаше може преку 30 згради само за кај што бевме сместени Специјално направени за да, за специјално направени, Олимпијадата. така. Да. Плюс имаше многу ресторани, многу продавници, имаше буквално све што треба за да функционирате нормално, све имаше. Како на мала држава ние не се бориме против еден противник, туку се бориме Така е. против Цел свет. цел свет, туку против држави кои што се толку мокни во сите сфери на
на спортот, на наука, на Така е. све, ние се бориме На против возможно да речеме така е, да, ние во искористување во... полуфиналето да кажам го победивме кореецот кој што теквондо потекнува од Кореја. Добро. Така да вие може да замислите таму кај нас на државно првенство тука имаме по тројца четворица во категорија кај нив имаат по 5-6 илјади. 5-6 Па сигурно бидејќи таму Леле, национален спорт е теквондото така и е. од самите Да. како што имаме ние физичко, ни така има теквондо, така А да тоа беше ждрепка кореецот или вие Да, знаете дека ждрепка, кореецот ќе биде ждрепка. првиот Мислам ние знаеме пред да отидеме таму, бидејќи ждрепката се прави според ранкинг. Аха. Да, и отприлика, не отприлика туку ги знаевме Знаеш кои се противници ни противници. се пријавени, така. Знаете кога не ни изненади нас ништо тоа, бидејќи олимпискиот медал ние не го направивме за месец ден или за година, туку тоа траеше долг процес од повеќе од 5-6 години. И претходно си имаме ние сретнувано со многу борци што такви беа таму. противници. Така, да, ние еве да напоменам на квалификациите што во финалната борба кај што се одлучуваше кој ќе оди на олимписките игри, јас го победив актуелниот олимписки шампион. Се сеќавам тоа беше на Така, сите објави тука. Па и така бидејќи тоа е еден преголем успех, само што сте го победиле него бидејќи тоа е спортистот од врвна класа и ние знаевме дека одиме таму да не се шалиме, затоа најавивме претходно и претходно сме имале многу други европски медали и медали од медитерански игри, така да тоа не било ништо случајно и знаевме што можеме да направиме. Сега го пак ќе напоменам, не де Боже, на тренинг пред самиот надпревар може да се случи нека несакана повреда и тука да застане се, но кога сте уверени во нешто, кога нешто многу го сакате, кога сте толку многу спремни физички, мислам дека и тие А и психички е многу важно. Така, да, колку е добро да се спремни физички, толку мора да бидете спремни психички. Така е. Друг ми беше мометот, никој ве праша таму од каде доаѓате, каде е тоа? Знаеш ли некој воопшто кај е Македонија? Па не сме комуницирале толку Или немаш таква многу. комуникација со луѓето кои што ти знаете се како ние противници во... Јас за мене кажам дека ја не бев само таму, имаше и други спортисти од Македонија. Ние си бевме фокусирани само на преварите, на тренинзите. Тоа ни беше битно ќе се отидеме, не трошевме енергија на многу непотребни работи. Така да си гледаме само да ни биде фокус од тоа што сме отидени таму во сала, да отидеме на ручек, во соба одмараме, се дружевме нормално сите спортисти меѓу нас се дружевме, но тоа беше некој ограничено ниво. Се враќаме пак назад. Зашто беше важна салата и споменувањето? Се сеќавам дека имаме еден линк таму правено и дека знам дека таа сега изгледа подобра, но никогаш не била баш така. Може ли да ни кажеш какви беа условите во кои што Дејан Георгиевски заедно со својот брат и сестра почнаа уствари во приказната таеквондо и како сето тоа потоа се развиваше? Дека многу е важно да вложуваме во тоа што го имаме како потенцијал, зашто без друга само еве и вие во такви услови донесовте голем успех. А камоли ако сте имале многу подобри услови? Така е, да. Виде условите се подобрени, ама не се идеални. Не се идеални, да. Во еден момент во салата ни беа скршени прозорците, беше премногу ладно грење, немавме, не се пушташе. Протекуваше вода. Така е, да. Но знаете како, можеби тоа да не било така, не било да стигнеме до таму. Мислите дека така? Можно и тоа, бидејќи, знаете како, тоа можеби не направило да бидеме појаки. Ние сме идале на кампови, сме идале на не викале од други клубови, од светски сили што се да направиме тренинзи, сме гледале таму какви се салици, сме гледале со тие што поседуваат, но мислам дека тие немаат жар како нас, немаат тоа македонското, нив негаво тоа е според механизам, доаѓаш, нив им е све спремно, тука ти е оброкот, тука ти е ова и да ти само како го прават како механички го прават, како роботи. А ние го правиме тоа на еден подруг начин и можеби е добро што било така, но не викам дека треба да биде така. Не треба така. Не треба во никој случај да биде така. Нас ни ветија уште од одма после олимписките игри дека ќе добиеме олимписки центар, но тоа не се случи. Еве поминаа 4 години, тоа не се случи. Но сега имаме најави дека со новата власт, со тренерот, со новиот министер, најавија дека од следната година веќе почна да се прави проект да се направи обутен олимписки центар, како што доликува бидејќи тоа го покажавме, еве се имаме нови генерации, многу што носат медали од европски првенства, од светски првенства, од балканско првенство и мислам дека заслужуваат сите тие спортисти да вежбаат во услови како што треба, бидејќи и тие се спортисти од врвни спортисти што може да се носат со сите спортисти од целиот свет. Така. Колку е убаво чувството кога еве ќе речам детето Дејан од Бутел, од Скопје, ги натера младите да тргнат во опанзива на таеквондо, па сега нема место. Така е, да. Знаете како, не само за општо за таеквондо, го за сите спорти ние го скршиме мразот. После многу години донесовме медал од олимписки игри, тоа е единствен сребрен медал. И дека е возможно. Така е, да. И покажам дека е возможно, дека не треба да се плаше, дека може од било какви услови, со било какви финансии, со буквално све, ако имате желба, ако знаете што правите,
и може да се случи тоа и мислам дека веќе почнуваат да се прават многу големи резултати, почнуваат многу и јавноста освестивме дека може да се донесе медал од Олимписки игри, сега тие многу очекуваат, видоа дека можеме и мило ми е што ете ние отскочиме мразо, можеби за нас било многу потешко, па ете сега ќе помогнеме за останатите да знаат што и како да се настапува на Олимписки игри. Знам дека нема таму место да станеш звезда и да те фати тоа дека нели ти онака си висок, но нели дека си некоја Така е, звезда па да не бидеш ист со луѓето. И си со луѓето во бутел, секогаш си другар, секогаш Така е, си да, тука тие за што ме нив, познаваат знаат секогаш си дека комшија, не се смени ништо во тој однос. Верувам дека Борче тука би бил многу ригорозен да, во однос на па спортот и во благодарение однос на нив пак ќе кажам, јас сум таков како што сум бидејќи тие многу добро ме воспитале, но ете тие што ме познаваат знаат дека сум останал ист, дури имам вака со тие другари што ме спомнав, што ги спомнав на почетокот основно училиште, што на некој дури не им е верно, сигат како ти остана така да бидеш ист, да бидеш смирен како што си били претходно, вика знам многу други луѓе да биле на твое место станило седат тука со нас. Буквално да, но тоа не е поентата, ако се смените вие тука ќе ви застане се, нема да продолжите да правите успеси, нема да бидете едноставно пред се најбитно да бидете нормален човек, а успесите после тоа се доаѓаат. Некогаш и тие се тргаат на страна, вие ако не бидете човек како што треба, џаве све, секаков успех е џаве. Уште неколку минути имаме до крајот на оваа емисија, нели зборувавме малку и за Скопје, малку и надвор од Скопје, некаде таму врзани со олимпиското сребро. Ама морам да те прашам колку години имаш? 25. 25. Таеквондо има години до кога можеш професионално да бидеш тука и да бидеш добар, да Па бидеш нема најдобар? ограничување, знаеш како обично во тешка категорија, кога што настапувам јас, овие години се најубави, но секој како осеќа за себе, некои има завршуваат прерано, некои има завршуваат предоцна, но јас сум спремен да истерам уште еден олимписки циклус, тоа е 2028 година, тоа ќе имам 29 години, да биде таму све како што треба, после тоа ќе видиме. Ќе размислуваме како ќе не служи здравјето. Да. Размислуваш потоа да станеш тренер, да и бидеш нешто врзано со таеквондо или? Не сум размислувал многу на таа тема да бидам искрен, но секако знам, тоа сум убеден дека ќе останам во спортот и мислам ќе биде несебично да не помогнам, да, така. Дали би бил тренер како што е мојот тренер, зборам, мислам никогаш не усмисла да не ме сватат погрешно, да бидам толку фокусиран на спортистите и да се вложувам толку многу во нив, тоа не би бил сигурно, бидејќи тоа знам колку е потешко, дори е потешко да се надпреварувате, да. Дејан, каков си искрен. Да си кажам, мислам, тоа не би може аз така да терам, но би бил тренер, секако би помагал во клубот, бидејќи тој клуб колку ми има помогнато мене, никој друг ми нема, така да секако дека би останал во клубот, ама толку професионално, мислам дека не. За сега така размислам, за 4 години може ќе ми се промени мислење. Да. И сега за крај ќе ја свртиме приказната, ама ќе ми раскажеш твоето видување. Можевте да отидете на Олимпијада, ама решивте да не одите. Ти се праша за тоа? Мислам, нели, немав оваква, ама решивте така е, да, видете, И сега, нели, не само Скопје, Македонија тргна зошто можевме да докажеме дека, нели, имаме... Сега ќе ви кажам, да, тоа пробувавме во неколку емисии да го објасниме. Да. Ништо од самиот почеток, општо како Таеквондо, цела федерација се има договорено дека со wild карта Добро. нема да настапуваме. Нема. Тоа е правило. Да, тоа е правило, така си го договорија тренерите, ние спортистите така се договоривме бидејќи ако идете со wild карта буквално идете на шетање. Wild карта се добива, даваат на тие држави што гледаат дека не може ги загрозат спортистите што може да земат медал. Да. И сега ние уште за 2020 за тие олимписки игри имавме понуда, ние уште тогаш одбивме и тоа беше тука како не им се веруваше никој и дури имаше маце расправи зашто го одбиваме тоа, ние не сакавме бидејќи идете таму како поразен. Тој што иде со wild карта одма иде на прво номинирање. Во овој случај да отидов јас во Токио со wild карта, одма ќе се паднев на Русија што ме победи во финалето. Така да освоите медал со wild карта скоро невозможно. Мислам дека до сега се нема ни случајно. Да. И тоа луѓето мора да го знаат. Вака децидно никој не го раскажал. Никој, затоа што знаат како тие што таму така го кажуваат на друг начин и луѓето демек да се обидаме, можеби ќе успеевме нешто. Едноставно тоа за мене, да речеме за Олимписките игри во Париз, тоа за мене е потценување. Бидејќи знаат дека спортист што земал медал на предните Олимписки игри, сега таму со wild карта, мислам тоа нема како. И ние сме горди со тоа што не одиме со wild карта, а луѓето може да го гледаат многу различно и може
Него си надават причини не едат ради ова, не едат ради тоа, Да. но ние си знаеме зашто не е така и нема што да се докажуваме пред луѓето кога веќе мислам дека сме докажале што сме и како сме. Така е, да. Знаеш што ме интересира? Ме интересира сега како изгледа еден твој ден, вака најгрубо. Колку пати тренинзи? Зависи од кој период од годината се наоѓаме. Ама на пример сега, што Например, правите еве сега немаме надпревари до февруари, Добро. но формата веќе почнуваме да темпираме. Овој период имам Што значи темпирање на форма? па да речеме во февруари не почнуваат надпреварите. И ние од јануари веќе имаме договорени 2 кампа, што значи мора да почнеме со спаринг И камповите се многу важни, така? Треба да така. биде нивото, Така е, да, мора да имате многу добри спаринг партнери, да има со кого да нели да правите спаринзи и тренинзи и се така натака. И следната година најбитно ни е светското првенство кој се одржува во Кина. И ние сега почнуваме полека. Повторно тамо далеко. Така е, да. И сега почнуваме полека да дигаме формата за во Кина да бидеме во највисоко ниво на форма, бидејќи знаете кога не може ние 4 години да бидеме формата ни биде нас, да ни биде плафон, Фул цело време. телото не може да издржи така да некој потреба да знаеме кога треба да се спуштиме, кога треба да креваме. Еве во овој период моментално имаме по еден тренинг дневно. За викенд имаме и по 2. Например, буквално денеска имаме 2 тренинга, имам сабал еден, вечер пак имам уште еден. И веќе од јануари почнуваме да Турбо се форма. спремаме турбо, да се фокусираме многу повеќе по 2 пати на ден тренинг, по еднаш, зависи како тоа тренерот го прави планот и не гледа како сме ние со сила, како сме енергија и буквално од денеска за утре некој пат ни кажа како ќе го тераме тренингот за да биде тоа како што треба. Супер. Скопјанецот Дејан Ѓоргиевски може да се напие чашка алкохол или не сме? Не, алкохол кај нас е забрането во Никако, нашиот клуб, така? да, кој ќе се напие алкохол слободно може да Да си оди? си оди, да. Ни за нова година? Нова година не го гледам јас дека некој празник кој знае каков, така добро. да. Ни за роден ден? Не. Значи строго професионален спортски живот. Така е, да. Да. Што јаде Дејан? Дејан јаде најчесто месо. Месо. Месо најчесто, да. Треба протеини за да има Па така енергија? сум навикнат дома и мислам дека најубаво ми делува тоа пред тренинг, да. Супер. Месо, салата, така да. Месо и салата? Да. Па добро. А кога израсна Волку Дејане? Уште не знам, од рани години се издвоил пошто основно училиште. Уште во основно? Да. Беше најголемиот? Така е. Добро што не тргна на кошарка. Имам трениран еден период кошарка, Стварно? тоа многу на некој 6-7 години, но ете така. Така требало да биде. И фала му на Господ што Ето се случило така. да се запиша на теквондо. Знам која ти е најголемата желба, веројатно таа не е само твоја желба, желба е и на сите кои што ќе го гледаат ова, и на сите не само скопјани, туку и на сите македонци. 29 ќе имаш, ние сме тука да чекаме и да само навиваме. Така да. Ама замисли си желба некоја друга може би или замисли и таа, ова са Скопје Сити Мол те наградува, подарок имаш да шопингуваш малку. Ви благодарам многу. Така, за најдобрите и тоа заслужуваат. А ти само да ни кажеш за крај, остануваш во Скопје? Така да, во Скопје. Да. Ја мислам дека не може да се преселам на нека друга Не би населба, а не па до некој Не во друг друга град. населба не би можел. Па мислам дека не, таму сум некако навикнат, таму сум израснат, таму ми се сите, така да мислам дека би било многу тешко да за мене. Благодарам, Дејан. Ви благодарам јас многу.